Се додека се убиваат животни, ќе се убиваат и луѓе. Кој ќе одговара ако следната жртва е дете? И животните имаат чувства и право на живот. Од убиство на животни до убиство на човек има само еден чекор. Правда за животните се само дел од пораките кои што граѓаните и активистите од Сдруженијата за заштита на животните на Македонија ги испратија до надлежните институции. Излегува на протест против насилството и изживувањето врз животните и случајот во Окочани со лицето Николчо Т, што не се санкционира. Крајно фрапирани сме од ова што се случува со толерирањето на вакво монструозно дело во градот Кочани. Затоа и решивме да го дигнеме гласот кога институциите затајуваат, кога граѓаните се изложени на психички притисоци и кога животните нели нормално страдаат. Да државата превземе нешто за санкционирање на овој злосторник и побогу колку е фрапантно тоа што се толерира, значи да може слободно да се движи при толкуте многу бројни докази кои посведочуваат за тоа негово монструозно дивење, а и при многуте апели од страна на психолози кои што покажа на што се е спремен еден психолошки профил како лицето Николчо да учини. Значи тоа е факт, несомнено оној кој што ги повредува животните се ближи денот кога ќе повреди луѓето, ако веќе тоа не го има сторено. Кого штитат институциите во едно прашуваме ние и зошто го штитат тоа? Мајка му исто така Николчо посведочи повеќе наврати дека била малтретирана, значи буквално едноставно како човечки битие, како активисти не можеме да се помириме со оваа состојба. Собрани сме да го искажеме своја револт. Имаме поддршка од многу здруженија од цела Македонија, имаме поддршка од здруженија од Германија, поддршка од здруженија од Швајцарија. И само сакаме да го искажеме нашиот револт, да дадеме еден апел до сите надлежни институции за да почне да се работат нивната работа, за тоа што протестот нема да престане, се додека Николчо шета слободно на улицата и се додека ние немаме мир од него. Значи, до кога ќе одеме, до кога ќе вадиме кучиња, до кога фактички игра си со сите нас. Овој случај не е случај кој што Сдруженијата за заштита на животните треба да го диагностицираат и анализираат, туку сторителот треба да биде санкциониран, бидејќи злосторниците не смеат и нема да бидат толерирани, рече Ива Апостолска, активист од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди од Скопје. Тука сме денеска во Кочани да протестираме против насилството и злоупотребата и живувањето врз животните, особено случајот кој што го знаеме тука и не се санкционира. Со тоа сакаме да ги повикаме институциите да се разбудат од долгиот зимски сон и да постапат според Законот за благосостојба на животни и да го спроведат овој случај во нивната институција, односно да постапат по него. Сакаме да кажеме дека исто така сите психијатриски пракси до сега покажуваат и докажуваат дека сите злоупотреби и понатамошни насилства врз луѓе, со тоа и убиства, настануваат секогаш, односно почнуваат со злоупотреба на животни. Сакаме да истакнеме дека Македонија нема да биде општество кое ги злоупотребува и кој што врши насилство врз своите животни, и тоа мора согласно законот апсолутно веднаш и итно да се санкционира. Сдруженијето Втора шанса од Кочани заедно со останатите здруженија за заштита на животните апелираа на преземање мерки од страна на институциите, полицијата, општината, социјалните служби и да го спречат изживувањето со животните.